Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Би сакал да ви посакам уште една вечер, благословена вечер, се разбира. Ја длабоко верувам дека кога сме тука, кога имаме можност да ја слушаме емисијата Гласот на вистината, навистина сме огромно благословени преку Неговиот дух, затоа што Неговиот дух преку писмото, преку емисијата на Гласот на вистината ни сведочи на нашиот дух и тој длабоко може да ни зборува во нашите срца. Се разбира, ако ние ги отвориме нашите срца. Јас длабоко верувам дека сите оние кои што се уште се трагачи по вистината, јас длабоко верувам дека сите оние кои што денеска си го поставуваат прашањето дали на вистина Бог постои, дали постои еден генијалец створител на овој свет, на кого можеме целосно да се потприме и целосно да му веруваме и да ја вложиме нашата надеж. Всушност, прашањето е ова: дали постои Бог? Исто така, одамна читав една книга која се викаше "Сакам да прашам за Бог". Дали постои Бог? Денеска тоа прашање голем број на луѓе, трагачи по оваа прашање, како одговор на оваа прашање, ја би сакал оваа вечер да ви го понудам Светото Писмо и самата емисијата Гласот на вистината. Почитувани, ве уверувам дека се она што зборуваме во овие емисии се темелат и се засновани врз Светото Писмо, врз Божиот глас. Она што Библијата го зборува, ние тоа и го проповедаме. Зборуваме исклучиво за многу важна тема. Тема која што може да биде движечка сила во нашиот живот. И не само што може да биде, туку и треба да биде, а тоа е Христовото воскресение. Затоа што преку воскресението на Исуса Христа ние се здобиваме со живот вечен. И можеме да веруваме дека постои живот после смртта. Затоа што всушност една од големите прашања кои што ние си ги поставуваме е каде по смртта. Денеска свесно или несвесно, сите ние, без разлика колку му веруваме на Бог, дека Бог постои или не постои, но сепак ова прашање кое што сите нас не заплашува на еден начин, за кој многу малку знаеме, а сепак доста ни зборува Светото Писмо, доста Исус ни зборува по оваа прашање, дека после смртта постои живот. Само да ви дадам еден библиски пример, дека постои после смртта живот. Всушност, кога зборуваме дека после смртта постои живот, ние зборуваме за воскресението. Сега, Христос имаше еден пријател кој по име се викаше Лазар. И Библијата ни открива во Евангелието на Јован дека овој човек кој беше добар пријател со Исус, дека умре. А потоа Исус оди онаму каде што беше погребан Лазар. Но пред да стигне на гробницата, го предсретнува неговата сестра, која беше смртно нажалена, беше тажна, очајна, затоа што нејзиниот брат почина, и таму вели на Исус: ако ти беше тука, мојот брат немаше да умри. А Исус си вели: верувај, само верувај, ќе ја видиш славата Божја. Верувај, братот твој ќе воскресне. И кога доаѓа Исус при она место каде што беше Лазар погребан, Исус вели дека секој кој верува во него ќе има живот и ќе биде воскреснат во последниот ден.
Што значи дека самиот Исус зборувал точно за воскресението на мртвите, дека постои живот после смртта. И затоа Библијата е таа која што може да ни даде одговор за сите нас. Минатата емисија зборувавме дали некој некогаш, па дури и денеска, ја побиваат смртта и воскресението на Исус Христос. И видовме три групи на луѓе кои го побиваат Христовото воскресение. Иако сите овие емисии читаме и изборуваме и ви давам доказ преку Светото Писмо дека Христос воскреснал од мртвите и дека Тој е жив за сите векови. Но се уште има група на луѓе кои не веруваат дека Христос воскреснал од мртвите. Исказите на стражарите дека учениците негови дошле и го украле телото на Исуса Христа. Всушност, Светото Писмо сака да ни каже дека Христос не воскреснал од мртвите, со тоа што стражарите го украле телото на Исуса Христа. Потоа видовме дека муслиманите го побиваат или ја побиваат смртта и воскресението на Исус, дека Исус не бил ниту распнат на крстот, ниту па воскреснал од мртвите. Потоа, научниците во овој модерен 21 век исто така го побиваат воскресението на Исуса Христа. Можеби и ти си оваа вечер кој го побиваш или се двоумиш дека Христос воскреснал од мртвите. Затоа овие емисии служат за слава Божја, но исто така служат како веродостоен доказ дека Христос воскреснал од мртвите и дека Тој е жив ден денес и за век и веков. Еве што вели Библијата ако Христос не воскреснал од мртвите. Тогаш христијанството може да биде третирано како една од мистичните само религии. Тогаш христијанството би дошло по знак прашалник ако Христос не воскреснал од мртвите. Но почитуване, кога ќе ги читаме преданијата, писмата кои ни се запишани во Новиот Завет, поконкретно дела на апостолите или во оригиналниот превод би гласело дела на Светиот Дух, затоа што апостолите во време на Педесетница по заминувањето или вознесението на Исус од оваа земја, доаѓањето на Светиот Дух по 10 дена, исполнувањето на апостолите според пророштвото на пророкот Јоил, ќе видиме потоа кога тие биле исполнети, апостолот Петар излегува и точно зборува за воскресението на Исус како веродостоен настан, дека тие самите се сведоци дека Христос воскреснал од мртвите. Без разлика дека денеска луѓето го побиваат Христовото воскресение. Апостолите се верни и вистински сведоци кои пишуваат и зборуваат дека Христос воскреснал од мртвите. И тоа било пораката до сите луѓе кои што го слушале апостолот Петар. Библијата ни открива дека повеќе од 3000 луѓе го слушале Петар, а само дека 3000 луѓе се приклучиле или придружиле на апостолите и се крстиле во името на Исуса Христа. Но внимавајте, апостолите продолжиле да го проповедаат Евангелието, да ја проповедаат таа радосна вест. Всушност, кога ние зборуваме за радосната вест, се мисли точно за Христовото воскресение. Затоа што главна тема, приоритетна тема на апостолите кои биле инспирирани со Духот Свети било да зборуваат за смртта, за страдањата и воскресението на Исус Христос. Па дури Библијата зборува дека Тој е
началникот на животот и дека Бог го воскреснал на третиот ден. Во 11 глава од делата на апостолите проповедаат точно во името на Исуса Христа и во воскресението на Исуса Христа, дека тој воскресна од мртвите. И потоа Библијата ни открива дека голем број на собрани луѓе кои го слушале или ги слушале апостолите рекле дека овие навистина се христијани. Зошто? Затоа што го следаат Христос. Почитуване. Ако Христос не воскреснал од мртвите, тогаш христијанството би пропаднало во една голема бездна, каде што ќе нема крај. Всушност, сите ние кои што веруваме во Исуса Христа и се декларираме дека сме христијани, тогаш сите ние сме во една голема заблуда. И не само ние, туку и сите оние кои што умреле за верата во Исуса Христа, за сведоштвото на Исуса Христа, умреле залудно. Затоа ни зборува и самата Библија, самото Свето Писмо. И сакам да се позанимаваме. Ова емисијата Гласот на вистината, кои би биле последиците ако Христос не воскреснал од мртвите. Затоа ни зборува и Библијата. Библијата не ни зборува за тоа дека само Христос воскреснал од мртвите и дека тој е жив. Но исто така, таа ни зборува што ако Христос не воскреснал од мртвите. Сетете се на оние почетни 3 прашања кои што имавме можност да ги поставиме, а тоа е веродостојноста на Библијата, одговорот на човековата потрага по смислата на животот и иднината на сите луѓе. Но како мото на овие 3 прашања, ние можеме да зборуваме и ова вечер ќе зборуваме што ако Христос не воскреснал од мртвите. Кои се последиците ако Исус не воскреснал од мртвите? Дали постојат последици? Дали Светото Писмо, Библијата, ни зборува за сите овие последици? Знаете, од се што ние веруваме, од се што ние работиме, има своји последици, но има и своја цена која што треба да се плати. Јас длабоко верувам дека ќе можеме да видиме на вистина кои се последиците ако Христос не воскреснал од мртвите. Прво, се уште си остануваме во своите гревови. А Библијата вели дека платата за гревот е смртта. Тоа значи дека оние што загинале за Христа и за сведоштвото на Исуса Христа залудно загинале. Денеска ние залудно веруваме. Ние денеска залудно проповедаме ако Христос не воскреснал од мртвите. Ако Христос не воскреснал од мртвите, залудно е денеска црквата на овој свет. Залудно постои. Залудно е заснована како амбасада или представител на Царството Божјо ако Христос не воскреснал од мртвите. Да се вратиме назад на она што веќе го спомнавме, дека се уште си остануваме во нашите гревови. Како што напоменав, Библијата ни открива. Таа не го крие гревот, туку Библијата ни го открива гревот. И таа зборува дека платата за гревот е смртта. Еве да отвориме во 1 Коринтијаните, 15 глава, 17 стих и да видиме што таму ни зборува Светото Писмо. Ако пак Христос не воскреснал, напразно е верата ваша. Вие се уште си останувате во своите гревови.
Еве што апостол Павле ни зборува. Најверојатно, исто така, можеби, имале проблеми луѓето во Коринската црква. И од таа причина апостолот Павле, кој бил инспириран преку Духот Свети, кој Господ Исус поточно му се јави лично на патот за Дамас, тој му се открил. Библијата ни зборува дека Павле имал специјално откровение од Господ Исус Христос. И тој му пишува на коринтјаните кои се последиците ако Христос не воскреснал од мртвите. Дека се уште си остануваме во нашите гревови и дека нашата вера е празна или суетна. Потоа, не само што нашата вера ќе биде празна, туку апостолот Павле им вели на коринтјаните и нашата проповед ќе биде празна. Прва Коринтјаните, 14 глава. Отвори 15 глава, 14 стих и вика: ако пак Христос не воскреснал, тогашка празна е нашата проповед и празна е нашата вера. Почитувани, за каква вера зборуваме? Ако Христос не воскреснал од мртвите, за каква вистина зборуваме ако Христос не воскреснал од мртвите? За каков живот зборуваме ако Христос не воскреснал од мртвите? Библијата ни зборува дека последиците се огромни. Ние остануваме во нашите гревови. Празна е нашата вера и празна е нашата проповед. И не само тоа, како трето, тогаш кога оние што умреле за Христа залудно загинале. Исто така во таа иста глава, 15 глава од Прва Коринтјаните, еве што понатаму апостолот Павле им зборува. Тогаш кога оние што умреле за Христа пропаднале. Умреле залудно. Загинале залудно. Ако Христос не воскреснал од мртвите. Како што реков, последиците се огромни ако Исус не воскреснал од мртвите. Библијата и со ова прашање се занимава. Што ако Исус не воскреснал од мртвите? Како што рековме, си остануваме во своите гребови, празна е нашата вера, нашата проповед и оние што загинале залудно за Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Ке зборуваме наредната емисијата Гласот на вистината, за или дали постојат погрешни теории поточно по прашање на воскресението на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Видовме минатата емисија кој го побива Христовото воскресение, какви се последиците ако Христос не воскреснал, но исто така ќе зборуваме за теоријата дека Христос не воскреснал од мртвите. Денеска постои, па и во минатото, а длабоко верувам и во иднината, дека ќе постои оваа теорија, дека Христос не воскреснал од мртвите. До тогаш имајте убава и пријатна и благословена вечер, се разбира, со Господа, и се слушаме, ако даде Господ, наредната емисијата Гласот на вистината. Господ со вас и Бог нека ве благослови. Пријатна вечер.